Почитувани гледачи, како што и самите можевте да слушнете од најавата, денес во нашата музичка емисија Мега Фолк, се надевам на задоволство на сите негови обожаватели и на сите верни гледачи на Мега Фолк. Го имаме извонредниот и познат Гоце Петрески. Гоце, добре ни дојде во Мега Фолк. Добро ве најдов, поздрав до вас, поздрав до сите гледачи тука во Македонија и во диаспората. Знам дека имате голема гледаност. Би сакал сите да си ги поздравам, сите што ме знаат, сите пријатели, роднини, познаници, фанови и сите што почитуваат и сакаат музиката. Гоце, Мега Фолк е музичка емисија која што ја третира македонската фолк песна. Изминатиот период на вистина можам да речем имаме многу позитивни критики околу самата емисија. Јас токму ќе започнам емисијата, нашиот разговор со делот на Мега Фолк топ листата, значи на нашата Мега Фолк топ листа Гоце изминатиот период една песна, еден голем ваш хит, Среќа ми е песната, беше токму дел од Мега Фолк топ листата и со задоволство можам да кажам дека одлично беше прифатена од нашите гледачи, со тоа што неколку недели котираше високо на нашата Мега Фолк топ листа, од кои 2 недели чинам дека беше и на првата позиција. Гоце, може ли еве накратко да проговориме на почеток токму околу таа песна? Многумина од твоите обожаватели верувам дека ја имаат сватено и како автобиографска. Вие повеќе од 20 години сте веќе надвор од Македонија, во далечната Австралија, меѓутоа не се одделивте од македонската фолк песна. Што значи еве оваа песна токму за вас? Пред се морам да им се заблагодарам на креаторите на оваа песна, текстописецот Борче Нечевски и аранжман и музика на Никол Чемицевски и Дејан Момировски за студиото, за успешниот проект што го имавме заедно. Стварно ми е мило што има некоја прифатеност таа песна. На некој начин направена е таа песна како мала биографија за мојот живот што го живеам малку далеко од тука. Не знам, идејата ми беше да кажам дека сме платиле некоја жртва за тоа што живееме таму, но сепак убаво се живее и пресреќен сум, ова го викам од се срце, пресреќен сум што сепак тука во Македонија луѓето не ме заборавиле. Пак ми останаа пријателите што ми беа, ми останаа пак пријатели. Еве и вие, медиумите, вашава телевизија, што одделивте дел за да бидам гостин тука, тоа мене посебно многу ми значи, затоа што доаѓам тука секоја година, но доаѓам на неколку недели, така на месец дена, и сепак луѓето ми покажале едно почитување, ми посветиле некое време со мене да вака да си поправиме малку муабет и да презентирам тоа што го имам. Значи луѓето сепак имаат некое почитување, некој интерес за тоа што го работам. И тоа, не знам, мене на некој начин ми го исполнува срцето. Така. Гоце, при секое ваше присуство тука во Македонија, твоите обожаватели ги изненадуваш со многу новитети, со многу нови песни. Јас знам дека и ова твое присуство во Македонија, освен да си се видиш нели со роднините и пријателите, го користиш и за турбо, што викаме, делување и на музички план. Ајде да им откриеме на нашите гледачи што во моментов спрема Гоце Петрески, што ќе им понуди за ова лето 2016. При крај сум со снимање на мојот нов албум. Моментално имам снимано околу 9 песни, комплетирани. За времето што сум тука во Македонија планирам да завршам со целиот албум, со целото снимање. Морам да откријам, ќе имам 2 дуети со едни познати и многу ценети вокални интерпретатори тука во Македонија, што и тоа го почитувам и ми го направи денот кога одлучиме да го направиме и тоа и тие песни да бидат во албумот. Значи, нов албум ќе имаме од околу 11 до 12 песни, тоа зависно од времето колку ќе дозволи, пред да си заминам назад за Австралија. И на сепак, кај мене тоа е Австралија и Македонија не ми се толку далеку, значи си доаѓам често и понатаму планирам пак да си продолжам со музика, да бидам активен колку што можам и колку што им сум интересен на македонската публика. Така, да откриеме еве кои се
најблиските соработници со кои Гоце веќе работи на новите песни? Дали може би останува тој стар тим на композитори, аранжери, текстописци или може би има и некое ново име тука? Па ќе има на овој албум ќе биде уствари комбинација, нема да откривам имиња сега за сега, нека биде едно мало изненадување за слушателите и за гледачите, но сепак овај албум ќе биде микс, една комбинација од повеќе текстописци, повеќе луѓе што прават музика, повеќе сниматели во студио. Така, да биде малку поразлично. Мојата замисла беше, јас го имам тој истиот глас, но сепак да биде музиката, студиото да биде различно, малку на луѓето да осетат некоја различност во песните, да не им биде сето така слично или банално, да речем. Така. Гоце, знам дека со срце и душа работите на секоја песна која што ќе излезе од вашиот труд, од она што се го вложувате во македонската фолк песна. Меѓутоа, ретко како да ве има на фестивалите низ Македонија. Дали може би причина е времето кое што е кратко може би за престој во нашата земја или може би може да очекуваме и некој екстра ваше доаѓање во Македонија за настап на некој од македонските фестивали? Најголемиот проблем што се соочувам е малку ми е тешко да го темпирам времето кога доаѓам тука со фестивалите, затоа што како што знаете, долго време сум таму, си имам некои своји обавези во Австралија, со животот, со фамилијата, со дечињата, и некојаш малку ми е комплицирано така да го темпирам времето да можам да дојдам тука баш во времето кога се фестивалите. Работам на тоа во иднина, но сепак сум пробал пред неколку години, но не ми беше баш така лесно. Гоце, ќе ми дозволиш да ја споменеме и групата Опус, нешто што е, можем да речем, неизбришлив дел од вашата музичка кариера. Бевте едни од можеби најуспешните музички групи на територијата на нашата земја. Многу песни останаа да се пеат и ден денес и се надевам сигурно ќе се пеат и понатаму. За потоа нели да ја продолжите вашата соло кариера. Многу мина ве препознаваат и по вашиот прекар Бананата. Дали себе имате некој контакт можеби или некој настап заеднички со дел од членовите на групата Опус? Една мала, добро, не е веќе тајна. Планот ми е во овој албум да обновам барем една песна од песните што ги имаме со групата Опус, песната 3 кила банани, па таа песна ќе биде снимена е, направена е во сличен стил како што беше во тоа време и морам да му се заблагодарам на колегата Пеце Стојчевски од групата Опус, што ми помогна тоа да го реализираме и ја исвири баш во стилот како што беше свирена пред повеќе од 20 и некоја година, 24-5 години кога имаме снимено. И така да ги подсетиме луѓето на тој звук што го имаме тогаш. Со колегите контактираме. За жал групата Опус како група не постои, но колегите сите што беа во групата се занимаваат со музика и ден денес и се гледаме доста често сега, кога на секој мој доаѓање ги посетувам, ми се јавуваат стално и мило ми е што си останавме како ние бевме и група, но бевме и преблиски пријатели во таа група, така да си остана тоа дружење, тоа почитување што си го имаме, си остана и ден денес. Така. Гоце, кажи ми околу твоите настапи низ Австралија. Колку нашинците таму ја бараат македонската песна, колку сте активен и таму околу твоите настапи низ Австралија? Па, во Австралија сум 22 години, можам да кажам дека од денот кога сум појден таму и до ден денеска не сум осетил дека некоја преголема разлика. Луѓето си ја почитуваат, си ја сакаат македонската музика, како што и сами знаете, македонците доста често доаѓаат овде во Македонија, во текст со новитетите, со тоа што се снима, со тоа што се презентира. И репертуарски многу слична музика се свири, тоа што се свири тука по свадби, по веселби, тоа слично се свири таму, така и на едно благодарение на музичарите, на сите познати пејачи, познати групи што доаѓаат во Австралија.
се презентира сето тоа нешто ново. Народот е се уште заинтересиран за музика. За моje лично задоволство, се уште мислам дека не му сум се здосадил на луѓето со мојата музика, се уште ме почитуваат и сум доста активен, колку што можам, значи свадби, веридби, се што се случува низ Австралија сум активен. Живеам во Сиднеј, но сепак работам и во Мелбурн и во Перт и некогаш во Аделаид и Бризбен. И тоа ме одржува мене во живот, да речем, живеам во толку далечна земја, но сепак не осетив некоја разлика од музичка страна, да речем дека сега дојдов тука, па сега со музиката некако е поинаку, како што си било кога сум живеел тука во Македонија, многу слично и таму, значи луѓето си се весели, сакаат убава песна, сакаат ново нешто да слушнат, сакаат нешто интересно и сега јас како музичар пробам колку што можам да бидам во текст со се ново што се случува, да им презентирам на луѓето и да се одржам така да бидам активен и да бидам интересен. Така. Гоце, знам дека сакаш да ја пееш и македонската традиционална стара изворна песна. Во нашиот неврзан разговор пред да го снимаме овој официјален разговор, токму разговаравме и околу вашите омилени песни кои што се од нашата македонска ризница. Која е, да речеме, некоја од поомилените песни? Бидејќи тешко е, нели, да одбереш само една, меѓутоа од тие што ти се поомилени. Па имаме многу песни што ги сакам. Посебно лично го обожавам стилот на пеење што го имаше Кирил Манчевски и песните што ги имаше снимано. И така имаше една убава песна, се вика Ајде сунце зајде. Там беше така омилена песна што си ја сакам. Сега мислам дека ме прашаш да испеам, така. Да слушнеме барем мал сегмент од Знаев дека ќе ме прашаш. на задоволство на сите наши гледачи. Ќе пробам да ја долувам, сепак нема да биде како што е оригиналот испеана, но ете во некој микс од стилот на Кирил Манчевски и мојот стил. Ајде сонце зајде меѓу две планини на небори. Ајде сонце зајде меѓу две планини. Прекрасно, Гоце, ти благодарам. Ќе ти посакам многу успех понатаму во твојата музичка кариера и секако успех и во приватниот понатамошен живот, да продолжиш да твориш, да ја негуваш македонската песна секаде каде што ќе си, дали во Македонија или во Австралија, а ние како телевизија и како емисија секако ќе продолжиме да ја следиме вашата кариера и кога ќе има повод, добре дојден си повторно да поразговараме и да им посочиме на нашите гледачи што е тоа што е ново кај Гоце. Од мене една голема благодарност за времето што го посветивте, за поканата што ме викнавте тука. Да си ги поздравам сите роднини, пријатели што си ги имам тука во Македонија и на сите гледачи на вашата телевизија. Да си ги поздравам сите пријатели во Австралија, сите што ме слушале толку време, се знаеме за овие 22 години. Да си ги поздравам сите таму и да си ја поздравам и фамилијата, знам дека ти ја гледаат оваа програма. Да си поздравам трите керкички и сопругата и за скоро се гледаме и таму во Австралија, па понатаму јас си идам тука доста често, па ќе се видиме во наредна прилика, се надевам. Секако, благодарам уште еднаш. Почитувани фолк пријатели, нашата емисија продолжува понатаму со стандардните содржини, останете со нас.